Со мене денеска во студиото на Мија е Вејчеслав Поповски, градител на виолини. Добро дојдовте во Мија. Добро ме најдов и благодарам за поканата да присуствувам на вашата емисија, да речем. Еве, може ли за почеток да ми кажете која беше вашата првична инспирација да одлучите да почнете да се занимавате со изработка на виолини? Вака, јас, бидејќи сум по професија музичар, јас целиот живот го имам поминато во полето на музиката. Уште од многу рана возраст, уште како дете, јас имав виолина која што е останата од мојот прадедо. Така да јас цело време бев инспириран и воодушевен од самиот инструмент. Така да од таму почна мојата желба и интерес кон овој инструмент. За да можам на 17 години да го изработам првиот инструмент. Тоа е една комплексна материја која што треба многу знаење, многу истражувања и многу посветување за да може да се изработи еден ваков инструмент. Јас кога им кажав на моите родители дека сакам да изработам виолина, они беа зачудени како наеднаш и бидејќи тоа е многу комплексно и тешко да се изработи еден ваков инструмент. Они дури на почетокот не ни веруваа, но мојот дедо беше тој кој што ми даде шанса да изработам виолина и тогаш се запознав со мајсторот од Велес, Светозар Богдановски, кој што првото дрво всушност го земав од кај него. После тоа почнав да го изработувам за време на летниот распуст, бидејќи бев уште и основно училиште, всушност средно училиште прва година. Така да тој период се занимавав со првата виолина да изработам. Еве, може ли да ми го објасните процесот, како тече процесот на изработка на виолини и колку време е потребно да се стигне до крајен резултат? Вака, значи, бидејќи виолината се изработува од дрво, мора прво да се набави високо квалитетно акустичко дрво, кој што поседува своји квалитети акустички. Дрвото го набавуваме од Босна, значи мора да се иде во Босна за да се набави такво дрво со сите квалитети кои што се потребни за да се изработи виолина. Тоа е јавор и на горната даска се користи смрека. Таа е комбинација која што е најпогодна за изработување на виолина, а и за гудешки инструменти. Колку време е потребно да се изработи? За изработка на виолина е потребно толку време за да се изработи дрвото. За разлика колку работиш секој ден, толку и време ќе ти треба. Значи тоа е отприлика месец и нешто. Но сепак по изработувањето на виолината треба еден период да се остави инструментот за да се акомодира, за да може да го добиеме и да го слушнеме вистинскиот тон на самиот инструмент. Како се стекнавте со основните вештини со оглед на тоа што кај нас нели уште не постои таков одсек за изучување на оваа област? Вака, значи јас сум самоук градител, со тоа што првично јас долги години посветив за истражување на самиот звук, за самиот инструмент да може да се направи, за лакот кој што сам го изработувам. Значи не се осудувам да купам лак, бидејќи старите мајстори од периодот на 17-тиот век, они користеле веќе купен лак кој што го изработувале мајстори за правење на бои и лакови. Но денес не можам да си дозволам да користам таков лак, бидејќи е од комерцијална природа, да речеме, и не е на тоа ниво за да биде погоден за ваков инструмент.
Првично почнав сам, но голема помош и благодарение на мајсторот од Велес, многу сум благодарен бидејќи можев да учам за самиот тон, не за самата изработка како инструмент, за тонот на на самата виолина, бидејќи сакаме да биде посебен и да се издвојува од сите мајстори и од сите виолини кои што денес се изработуваат од модерните мајстори зборам. Сакаме да ги надградиме, а не само да ги постигнеме и квалитетите на старите виолини. Може ли да ми кажете каква е состојбата кај нас во државата? Постојат ли други уметници освен вас кои што се занимаваат со ова? Ние сме држава која што нема некоја традиција голема за изградба на гудачки инструменти. Пред мајсторот Светозар Богдановски имаме уште два мајстори кои што мислам дека се исто од Велес. Значи ние сме всушност, јас сум четврта генерација да речеме, која што се надевам дека успешно и ќе го наследам мојот мајстор по чекорите и по патот кој што он го веќе постава. Како што напоменав, не постојат кај нас, не постои ваква одсек за изучување на вакво нешто. Постои ли во регион некоја школа или нешто така? Постојат школи кои што се занимаваат со таа материја да се изучува изградба на виолини. Значи најблиско мислам дека е Италија, има чешка школа, тука е веќе германската школа, француската, постојат во Англија школи за градење на инструменти, во Америка, значи имам на многу места, но зошто јас не отидов да се школувам за градење на инструменти, бидејќи таму ќе мораш да си да бидеш посветен и да мораш да ги изработуваш виолините по правилата и по желбите на самиот тој мајстор, кој што е авторитет на тебе. Значи мораш да ги следиш неговите чекори за самата работа. Но јас сакав да тоа да биде, бидејќи тоа е уметност. Тоа не е градење на инструменти, не е како да направиш некоја маса или стол, бидејќи тоа е уметност, тука е најбитно звукот, да може да се постигне тој квалитет на звук, мора да се пристапи на друг начин. Многу мајстори во денешно време се занимаваат со научни трудови кои што напишале и со изучување на самите виолини, за самиот звук, преку апарати, преку компјутери, за да можат да дојдат како звучат тие инструменти од старите мајстори. Но ние сакаме да бидеме поприродни и всушност да работиме на истиот начин како што работеле и старите мајстори, без користење на тие техники за мерење на звукот. Бидејќи звукот е материја која што не може да се измери, тоа е чувство. Така. Добитник сте на наградата сребрен медал на меѓународен надпревар за изработка на виолини во САД. За каков надпревар станува збор и што за вас представува оваа награда? Вака, значи оваа година јас бев во октомври месец на интернационален надпревар, светски надпревар за градење на гудачки инструменти. Таму освоив сребрен медал и за мене е тоа големо достигнување, бидејќи јас доаѓам од Македонија која што нема традиција за градење на инструменти, а таму мораш да се надпреваруваш со светски градители од целиот свет, значи од Кина до Америка, значи имаше таму многу мајстори кои што всушност ти треба да ги победиш. Но со тоа што кажав, со посебниот тон кој што го изработуваме, успеав да земам сребрен медал. Какво е чувството да се стекнете со оваа Чувството награда? е многу големо. Како да ви кажам, неописиво е чувството да можеш да
земеш таква награда. Бидејќи таму имаш многу познати мајстори кои што многу е тешко ти да земеш како градител кој што доаѓа плюс нема ни школа. Значи многу е тешко да се земе таква награда, но успеав. И за крај уште едно прашање, во моментов студирате, студент сте, што по завршувањето? Имате ли некои планови, нешто, некои амбиции, што како по завршување на факултетот? Значи јас сум музичар, така да јас сега сум 4-та година на факултетот за музичка уметност во Скопје, одсек соло пеење, бидејќи сум пееч, така да што понатаму, значи јас моментално се занимавам, најмногу сум фокусиран околу градењето на инструментите и да може да се постигне тој перфектен тон кој што го викаме, а тоа е многу тешко. Тоа е долг период кој што треба да се помине и никогаш не знаеме каде е крајот. Така. Ви благодарам многу за ова интервју. Благодарам многу и за